За 3 години не ги реши рамковните, но министерот за администрација во заминување Манчевски повторно ветува дека преостанатите 938 луѓе ќе почнат да одат на работа. Коалициските партнери во новата влада наводно се договориле да го решат овој проблем во рок од неколку месеци, во кој овие луѓе ќе биле прераспределени по работни места, а ако го одбија тоа, ќе им биле прекинати договорите. Манчевски е уверен дека неговиот следбеник Јетон Шакири заедно со предлогот за министер за политички систем Артан Груби ќе го затворат ова прашање. Токму кадрите на ДУИ во минатото од јавноста беа посочувани како главни виновници кои не брзаат премногу да ги распределат кадрите што седат дома, а земаат плата. Во коалицијскиот договор за новата влада, коалицијските партнери кои што ќе формираат владата и се надевам дека во текот на утрешниот ден ќе биде изгласана и ќе биде активна од понеделник, имаат договорен конкретен, многу краток временски период од само неколку месеци во кој што целосно треба да се затвори ова прашање, сите нераспределени да тргнат на работа, а доколку некој одбива тоа да работи, нивните договори ќе бидат прекинати. ДУИ не се ориентира само кон вработувањата по етничка основа во администрацијата, туку и во бизнисот. Во предизборието, меѓу другото, бараше владата да субвенционира 50% од социјалните придонеси во период од 3 години за секое работно место во приватните фирми кои ќе вработат некој од етничките малцинства. Нивните идеи се прифатени во програмата на новата влада. Владата ќе го повика, охрабри и соработува со бизнис секторот, тоест домашните и странски компании да ги поддржат добрите меѓуетнички односи и вредностите на толеранција, застапеност и меѓуетничка доверба и во нивните работни средини, за да се искористи целокупниот човечки потенцијал со кој располага нашата земја. Инаку реформата во јавната администрација СРСМ помпезно ја најавуваше уште пред изборите во 2016-та. Планот беше јавниот сектор да се намали за 20%. Предлозите беа да им се дадат атрактивни отпремнини на административците, преквалификација или пак субвенции за фирмите кои ќе прифатат вакви кадри. Бизнисот веднаш се изјасни против. Стопанските комори тврдат дека службениците се помалку продуктивни од вработените во стопанството.